Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма Амбуланта. Голем дел од пестицидите, особено инсектицидите што се користат за заштита на растенијата од инсекти, представуваат силни отрови за човекот и животните. Како доаѓа до труење со пестициди? Кои се симптомите и првата помош во такви случаи? Колкава токсична моќ има оловото? И како да знаеме дали сме изложени на хронично труење со олово, особено ако живееме во градови и села кои што се силно загадени? Професор доктор Нико Беќаровски, интернист, клинички токсиколог од Универзитетската клиника за токсикологија, е денеска гостин во студиото и тој ќе даде појаснување на најголемите дилеми и најчести секако поврзани со оваа тема. Останете на Телма. Во денешната Телма Амбуланта зборуваме за труењата со пестициди и олово со професор доктор Нико Беќаровски, интернист, клинички токсиколог од Универзитетската клиника за токсикологија. Професоре, добар ден и добро дојдовте конечно во студиото на Телма. Драго ми е што сум со вас, посебно со оглед дека Телма телевизија е првата телевизија каде што некојаш сум гостувал и секогаш драго ми е кога доаѓам повторно. И мене ми е драго. Професор, ќе издвојам само дел од насловите што изминатиот период може да се прочитаат во македонските медиуми. Хрватска пријави забранет токсичен пестицид откриен во пиперки произведени во Македонија. Појадење пита од забранет пестицид, почина жена, други две лица се борат за живот. Како линданот го труе Скопје и така натаму. И сега постојано тука се забележува забранет пестицид. Пестицид, но и забранет. Да започнеме од тука, што се пестициди? Дали се тие секогаш токсични и зошто одредени типови на пестициди се стават на таа црна листа? Че вака, последниве 100 години производството земјоделско со оглед дека рапидно растат потребите, има потреба од отрови кои што се ставаат, кои што се користат во тек на производството на храна, со кои што ќе се зголеми производството, односно ќе се уништат сите оние инсекти кои што го напаѓаат самиот производ. Инаку во основа пестицидите се дел од војната индустрија, значи тоа се тие така наречени бојни отрови, кои што со мала модификација после тоа се применуваат за масовно прскање, секако во многу помали концентрации него што се смртоносни за човекот. И при нормална и адекватна примена, едноставно употребата на пестициди денеска без нив е незамисливо производството. Дури и во делот кој што се смета за органско производство, и таму е дозволен, например, бакар сулфатот, кој што, ако се земе во големи количини или не дај Боже, ако испиете бакар сулфат, страшно корозивно делува и може да биде животозагрозувачки. Значи, органски пестициди, кога ќе прочитаме, тоа не е всушност воопшто наивно и е пестицид. Така, единствено органско прскање, јас колку што знаме, со коприва. Европската унија постојано ја проширува листата на забранети пестициди. Зошто е тоа така? Тоа е од две причини. Првен е здравствената причина, со оглед дека треба релативно долг период да пројде од кога ќе се појави еден пестицид на пазарот, за да се откријат неговите долготрајни дејства. Има пестициди кои што во првите 10 до 20 години од експозиција фактички нема органски последици, дури покасно се јавуваат, значи тие така наречени касни компликации, кога ќе се потврди дека се изразито дека главна причина за појава на тие касни компликации е хроничната експозиција на некој пестицид, се става на негативна листа. Тоа е едната причина и втората причина секако е комерцијална. Исто како во фармацијата секој нов лек што е поскап од претходниот и кај пестицидите е слична работа. Секогаш се оди на тоа да бидат помалку токсични, значи сите оние претходни то знаени и несакани дејства да бидат отстранети, меѓутоа и новите пестициди горе-доле се подеднакво токсични како претходните. Забранетите пестициди кај нас за жал се уште може да се најдат, но и земјоделците сакаат да ги употребуваат, велат дека се навистина многу ефикасни. Се зборуваше во изминатиот период интензивно за пестицидот ланате, ако не се лажам, за каков пестицид станува збор? Значи ланата е еден од 3 најчести пестициди се користеа во нашево земјоделие. Едниот беше етиолот, вториот беше децис и третиот беше ланата. Ланата е од групата на карбамати
инсектицид кој што има релативно кратко дејство и тоа е добрата страна, значи дури кога ќе се појави труење, симптомите не траат долго, како што се кај етиолот, меѓутоа се многу интензивни. И токму поради тоа смртноста е релативно голема, значи доволна една лажичка од ланате да ја внесете перорално, за да настане смртен исход кај возрасен човек. Зборуваме кај деца секако дека концентрациите се далеку помали. Начинот на труење, јас тука би сакал да апелирам не само за ние кои што ги консумираме овие производи, меѓутоа многу е важно да размислуваме и за производителите. Такви какви што сме, аљкави, без никакво користење на заштитни средства, нас фактички главен извор на пациенти ни се луѓето кои што ги користат за прскање. Неправилно, значи ги Неправилно. Првин има две работи. Секогаш сакаат да постигнат поголем ефект, ако е препишано 100 грама да се разредат во 100 литри, за да имаат подобар ефект, ке стават некаде 120 до 130, секогаш викаат нека биде малку појако за да се заштити. И втората работа е некористење на заштитни средства. Значи, при самото прскање, посебно кога е ветар, затоа и се препорачува прскањето никогаш да не биде додека има појак ветар. Дел од капките фактички се вдишуваат и тоа е можеби исто толку отровниот начин колку што внесување перорално, односно преку уста на самиот отров. Голем дел од тие пестициди остануваат во производите, завршуваат потоа на нашата чинија. Сега, дали тоа може да биде токсично доколку се внесе некој производ веднаш по прскањето со овие силно токсични пестициди и инсектициди? Значи, во јавноста се створи голем страв после вратената количина на пиперките, да. Реално гледано, веќе на Запад има толку софистицирани лаборатории кои што можат да одредат и сосема мали траги на било кој од овие пестициди. И од една страна самата Европска унија со тоа одредување и докажување на пестициди кои кај нив се забранети или пак концентрации кои што се забранети, и економска е војнава, да се разбереме, они го штитат и својот пазар. Реално сите тие пиперки најверојатно да дојдеат директно на нашиот пазар, ке завршеа на нашата чинија и нема да бидат ништо потровни од тоа што го консумираме секој ден. Затоа што производите што ги гледаме на пазар не подлежат на ниту една од тие контроли. Друго е по маркетите каде што постои некоја контрола, меѓутоа земјоделците директно од своите ниви ги носат производите кои претходно се третирани. Дури и да не се третирани, еколошката свест во Македонија е равна на нула, нас сите водени се загадени, а сите овие производи фактички се наводнуваат повторно од водите кои што се загадени, каде што пливаат пестициди. Правени се и некои испитувања, има еден ензим кој што се наоѓа во човечкиот организам и кој што најголем дел од овие пестициди го афектираат, тоа е холинестераза, која што е задолжена фактички да го деактивира производот кој што влијае за контракција на мускулите. И ако порано нормалните вредности беа, да кажеме, некаде до 12.000, сега се почесто, посебно кај земјоделското население, наоѓаме и при рутински контроли многу пониски вредности на оваа холинестеразна активност, која што не е индиректен знак на хронична изложеност. Хронично труење е тоа? Хронична експозиција за труење мора да докажеме мора симптоми да се јават? Не мора да се јават симптоми, барем последици да има. Но сепак, професоре, што значи за еден детски организам или за млад организам, за возрастен, сеедно, постојано внесување на пестициди во организмот? Еве ќе си направиме зимница со тие производи, потоа ќе си направиме салата, ќе земеме овошки да изедеме. Така. Значи, ние може да бираме дали ќе земеме животинска храна која што е предозирана со хормони и со антибиотици од една страна, или пак овошки и зеленчук кое што за жал е предозирано со пестициди. И едното и другото е штетно за организмот. Хроничните секвели дури не ни се испитуваат токму поради
стравот кој што би се јавил од консумирање на оваа храна, меѓутоа едноставно решение друго нема во моментов. Сме изложени и на дејството на едно и на друго. Инаку точно е дека за еден млад организам, посебно во моментов кога се развива, црниот дроб не е комплетно оформен. Ние по старите веќе имаме нашата лабораторија, тоа е црниот дроб, може некако со одредени концентрации од овие пестициди да се справи и да ги разгради со релативно мали последици по самиот црн дроб, кој што е прв орган кој што се зафаќа за да не се оштетат и другите органи, меѓутоа кај малите деца каде што оваа ензимска активност не е толку развиена и комплетирана, секако дека ќе се може да се јават и долготрајни последици кои што ќе се појават веќе во средна возраст од живот. А постои ли начин да се неутрализираат овие пестициди, да речеме, со измивање со вода или пак покиснување во вода со сол, со сода бикарбона и слично? Само пред да одговорам на тоа прашање, да напоменам дека излегоа и студии во кои што се поврзува дури и гојазноста на децата со хроничната експозиција на пестициди, бидејќи се смета меѓу сите други органи дека го зафаќа и панкреасот. И токсичното дејство на панкреасот фактички ги тера се повеќе и повеќе да се внесуваат благо. Секако дека овие студии воопшто не се популарни со оглед дека се работи за бизнис каде што се милиарди и милиарди во прашање, така што сите овие испитувања некако не се многу експонирани во јавноста. За жал. За жал. За жал е така. Зборувавме сега за хроничната всушност изложеност на пестициди, но што е со она акутна изложеност и акутно труење, како што се случи во последниот пример кога семејството изеде пита во кое што се најде тој забранет пестицид? Значи, при акутните труења, за среќа клиничката слика е навистина манифестна, така што секој лекар кој што прошол барем делот едукацијата на клиника за токсикологија може да го препознае. Всушност така беше и последниот пат кога труењето започна како труење со храна се сметаше дека е на почеток. Меѓутоа, појавата на изразита саливација, односно на лачење на плунка, губитокот на свеста, грчевите кои што се јавија, промената на боја во вид на појава на една изразито сивело на кожата и така натаму, индиректно укажуваат дека се работи за труење со пестицид, кој што потоцно и беше докажан. Тој пестицид е исклучително стабилен, бидејќи питата била печена на висока температура, што значи дека високата температура не го распаѓа, не го уништува? Најголем дел од пестицидите се термостабилни, значи температурата за жал не ги уништува. Мирис, вкус нема никаков? Токму тоа во конкретниот случај се работеше за ланате, кој што за жал, меѓу другото, се злоупотребува и за убивање на кучињата скитници. И токму поради тоа што за разлика од голем дел на други пестициди кои што имаат карактеристичен мирис, кој што животните можат да го детектираат, а и луѓето го детектираат, овде се работи скоро за препарат кој што нема некој специфичен мирис кој што би можел да се открие. Така и постојано се апелираше дека овој забранет пестицид треба да биде отстранет од продавниците, нели, каде што може да се купи и Тој е отстранет. Но се уште може да се најде под рак, колку што можев да најдам на некои такви податоци. Со глед дека ние се уште имаме и акутни труења, значи сепак го има. Доколку еве некој животно почине од овој пестицид и некој дојде во допир со телесните течности на животното, може ли исто така да дојде до труење? Не, тоа се мали концентрации кои што не може да дојдат, значи смртоносно е внесување на концентриран лек и може да биде живото загрозувачка долготрајна експозиција, како што напоменавме при прскањето. Меѓутоа, еве за овие 33 години, како резултат на прскање сме имале тешки облици на труење, меѓутоа сите завршувале на крајот сепак со опоравување на пациенти, додека овие другиот тип на труења кои што често се акцидентални, значи случајни, меѓутоа има и суицидални кога едноставно решаваат на овој начин да го одземат животот, знаат да завршат во голем дел фатално.
Постојат против отрови, меѓутоа секогаш е прашање на време. Затоа што сите овие пестициди релативно брзо поминуваат низ нашава циркулација и тоа е периодот во кој што ние може со антидотот да спречиме да не навлезе во нашиве органи. Кога веќе ќе навлезе во нашиве органи, ние фактички делуваме само на тоа што е останато во самата циркулација, додека сето тоа што е влезено во органите си ги прави своите последици. Една од најчестите причини поради која што настанува смрт кај сите овие пациенти е зафаќање на дишењето. Значи, едноставно мускулатурата, односно нормалното вдишување и издишување, кај овие пациенти е оневозможено токму поради уништување на тој ензим кој што претходно го спомнавме. Две лица се бореа за живот. Како се? Едниот пациент кој што е хоспитализиран на клиника за токсикологија е добар и денеска решивме конечно да го испишеме во добра здравствена состојба, додека другото лице се уште во животозагрозувачка состојба. Се надевам дека државата ќе преземе сериозни чекори за повеќе овој пестицид забранет да не се најде во употреба. Јас тука би апелирал малку државата својов дел го направи во однос на забрана. Од 2015 е забранет. Така, од 2015-та не само овој и другите смртоносни, тука се дикват, паракват и така натаму, голема палета на производи, тука ја следиме европската регулатива. Проблемот е што секоја се наоѓаат канали по кои што овие пестициди некако стигнуваат до нас. Не знам точно како, јас лично сум идел по земјоделски аптеки, тамо не може да се најде. Аха, значи тамо не го наоѓаат. Како го наоѓаат, не знам. Меѓутоа, тука би апелирал и на еден лош обичај кој што е карактеристичен за Македонија, не знам зошто е така, желбата да се извади производот од оригиналното свое пакување и да се претори во шише, во тегла и така натаму. Колку и да мислиме дека памтиме што има, се заборава и може да се случат вакви трагедии. Тука би апелирал и на уште една работа, малку може ќе излеземе од темава, меѓутоа во истиот контекст. Истото го правиме и со лековите. Значи, лековите кои што се ставени во специјално блистер пакување, се ставени за да се задржи лекот да биде ефектен, затоа што кога ќе го извадиме надвор и ќе го префрлиме во тегличе, во мало шишенце и така натаму, првен има влажност големена, која што го губи дејството на лекот, второ изложеност на светло и така натаму. Држете ги производите во оригиналната амбалажа. Нас не се случуваат и голем број на труења со разни киселини и средства, исто поради тоа што ќе го префрлат, ќе дојдат дома, мислат дека се работи за вода, ќе посегнат од шишето и последиците се катастрофални. Значи, секој производ има зошто е ставен во таа амбалажа, не е тоа само така измислен тип на амбалажа, првен да се задржи квалитетот на производот и на крајот на криштата да знаеме и после 5 години што е внатре. На крајот на криштата и амбалажата на оние производи кои што се токсични е со посилна боја, на неја е наведено, има предупредувачки текст кој што во секој момент може да... Верувајте, и за нас ќе биде многу полесно, за тоа што било која токсиколошка анализа бара време. Минимум 6 часа, некојаш 24, некојаш 48 часа има отрови кои што ни требаат и 2 до 3 дена да ги докажем. Доколку имаме оригиналната амбалажа, ќе знаеме веднаш каде да се насочиме. Вака додека да се открија, верувајте, минутите и саатите во токсикологија се пресудни. Тоа што може да го направите сега, не може да го направите за 10 минути, ќе биде касно. Професоре, да проговориме и за линданот. Кога се правеше пред некоја година истражување за најзагадената област во Македонија, всушност беше посочено Скопје и Охрид поради оние депоа со линдан. Линданот исто така инсектицид. Така. Какво е неговото дејство врз човековиот организам? Со оглед на тоа што студиите покажуваат дека линданот е раширен низ почвата во целиот град и пошироко, стигнал и до Вардар. Сигурно дека стигнал, зашто Охрид се наоѓа на нецели 50 метри од реката Вардар, се уште за жал таму е
може би најголемата депонија на линдан во Европа. Околу хроничната изложеност на линдан има многу студии направено, каде што е докажано дека хроничната експозиција делува на обвивката на самите нерви. Значи, нервот за да функционира нормално, околу себе има една заштитна обвивка со која што се овозможува нормална функција на самите нерви и он ги штити фактички на тој начин нервите. Линданот едноставно ја нагризува таа обвивка. Ние дури имавме и објавено труд во кој што ни се случи после акутно труење на линдан, после 4 месеци, да се појават знаци на проблеми со движењето, нешто слично како при Паркинсонова болест, и тоа беше резултат исклучиво на оштетување на таа заштитна обвивка која што ги обвива нервите кои што го инервираат нозете и рацете. Така што линданот е екстремно токсична материја, каде што се докажани и покажани сите хронични несакани ефекти кои што делуваат на уништување на обвивката на нервите. Штом ви се уништи нервите, тоа е отров кој што не бире, например, да зафати само еден дел, па да ќе кажеме прстов нема да ми функционира како што треба, и зафаќа сите нерви. Започнато е со чистење? Започнато е со чистење, колку што знаме, таа малата цистерна е одстранета, меѓутоа таму не само што ќе треба да се отстрани големата количина, ќе треба и околната земја, минимум 50 на сантиметри да се ископа, да се тргне таа почва, да се испитаат водите околу, што се затоа што таму има и подземни води, и рачунајте дека на нашиве пазари доаѓаат и производи од таму. На тој регион. Има доста земјоделци кои што произведуваат таму храна. Па дури и да се подоле, водата не знае да бира дека овде е засадено, таму не е засадено, се шири на сите страни, преку тоа и отрова. Да проговориме за уште една неубава тема, еве пред некој ден, односно ова е во моментов актуелно, дека има исто така депо во близина на Скопје, на неколку километри од Скопје, складиран отровен отпад. Значи, половина година се трупало олово близу до село Орман. Што значи оловото за човековото здравје? Да не беше штетно оловото, немаше да се фрлат милиарди и милиарди за да се произведат безоловни бензини. Значи, оловото во нормални услови човечкиот организам не може никако да го разгради и делува штетно. Штетноста на оловото посебно изразена кај малите деца и кај трудниците. Кај повозрастните може да пројди со хроничната експозиција на олово, може да пројди со грчеви во стомах, може да пројди со проливасти столици кои што не се од нејасно потекло, може да биде зафатен црниот дроб, бубрезите исто така многу често страдаат, меѓутоа тоа што е најтрагично е кај децава, затоа што кај нив, посебно во периодот кога се во развој, може да страда и мозокот. Симптомите се явуваат при акутно труење или пак треба да се акумулира одредено ниво на олово во телото за да се појави некаква симптоматологија? Акутно труење со олово скоро и да... Нема? Нема. Мислам, ние во историјава во Македонија не сме имале акутно труење со олово и се надевам дека ќе нема, со оглед дека сепак се работи за тврд елемент кој што многу ретко може да го најдеме во некоја друга агрегатна состојба, освен во тврда состојба, така што начинот за труење, освен директно вдишување континуирано од пареите, за акутни симптоми нема. Меѓутоа, тоа што е загрижувачко е доколку се појават било какви концентрации, значи зборуваме за нанограми, а не за милиграми и грами, тие веќе доколку се појават се знаци дека сме експонирани на олово. На каков се начин можеме оловото да го внесеме? Само преку вдишување? Да, преку вдишување, друг начин евентуално при консумирање со оглед дека дознавме дека се работи во близина на река, така што и со консумирање на вода, па и преку производиве кои што се тука во близината се наводнуваат, да. За среќа, кога го внесуваме преку дигестивниот тракт, обично последиците се многу помали, затоа што самиот организам секогаш препознава нешто што
е туѓо тело и кое што не треба да го внесе и гледа да го елиминира. И всушност појавата на тие хронични проливасти столици, меѓу другото, е начин на кој што организмот самиот се штити за да не се внесе оловото. Предпоставам дека порано биле поизразени овие проблеми кога имало стари оловни цевки за вода и слично, нели имало и бои кои што содржале олово. Така. Безгрижно се користело сето тоа, Па но и бензините беа главен извор на појава на олово. Таму ја завршивме работава, тргнавме, отидовме во безоловни, меѓутоа еве вакви ексцеси се јавуваат. За жал во државава еколошкава свест е на екстремно низок степен. Професоре, може вклучиме гледачи, доколку се. сакаат во денешната Тилна амбуланта да постават прашање на темата на која што говориме, почитувани од овој момент емисијата е контакт на професор доктор Нико Беќаровски, интернист, клинички токсиколог од Универзитетската клиника за токсикологија, е гостин во студиото на Тилма. Кога ќе дојде некој пациент кој што се сомневате дека постои труење со олово или пак со некој тежок метал, какви испитувања правите? Значи, пред се во државава за среќа останата од прошлиот систем постојат специјализирани установи, тоа е Институтот за медицина на труд, односно трудова медицина, има и специјалисти по трудова медицина кои што највеќе го работат овој дел. Нели во Македонија имавме и фабрика за акумулатори каде што фактички се користеше олово и таму се правени сите тие испитувања на работниците кои што работат и секако кога ќе се одредат повисоки концентрации се одстранува од директниот процес затоа што реално тие се наизложени на овие оловни пари. Се уште во Чаир се наоѓа Институтот за медицина на труд и имаме ние со нив одлична соработка која ќе се посомневаме за било каква хронична експозиција, ги упатуваме таму со оглед дека на клиниката се третираат само доколку постојат акутни знаци. Сите останати ги пренасочуваме таму и колегиве навистина добро си ја работат. Постои начин да се отстрани акумулираното олово од организмот? Бидејќи има некои алтернативни начини, професоре, се нудат вакви капки, онакви капки и слично. Значи, детоксикација може да постои општа, при која што црниот дроб ќе го детоксицираме, а со тоа и ќе isfрлиме голем дел од овие елементи. Постојат и антидоти, односно против отрови, меѓутоа тие се даваат само при екстремно високи концентрации на детекција на крв. Такви пациенти ние за среќа не сме имале. Се надевам дека нема ни да имаме и понатаму, а овие мали траги кои што се наоѓаат, тоа е веќе зголемен внес на течност и форсирање на диуреза за да се isfрли постепено преку бубрезите, преку потта и преку дигестивниот тракт. Понекога се појавуваат во медиумите вести за млеко кое што содржи токсин, афлатоксин мислам се нарекува. Колку е па тој токсичен? Можеме ли, ако испиеме голема количина млеко, да завршиме на токсикологија со некакво труење? Јас напишав во неколку наврати, повторно ќе повторам и овде, дека нека ми даат литар од било кое млеко загадено со афлатоксин и нека ми ги даат пиперкиве што се врати од Хрватска, ќе ги задам јавно пред телевизија, да не се шири паника дека од така мала консумација проблем би бил кога хронично би го имале и афлатоксинот и така натаму. Инаку овие минорни дози со тоа што ќе се напиеме една чаша млеко литар па и 5 дена да консумираме, не значи тоа се студии кои што се правени при долготрајна употреба на млеко кое што е такво, каде што се појавуваат кај, да кажеме, 5 до 10% од населението известните губи. Малку современиве текови, нешто слично како што ни се случи со короната, кога со современиве лабораториски средства можевме да определиме, ја што викам, и 5 вируси, ако ни шетаа низ организмот, можевме да ги детектираме и одма ги жигосувавме дека се тие луѓе болни. Слично е и со овие микроконцентрации. Значи, да, доколку постојано вие живеете во село, имате крава која што постојано во млеково има афлатоксини, континуирано пиете, може би за 10 години ќе имате проблем. Инако оваа краткотрајна експозиција малку и се злоупотребуваат тие работи. Добро би било да се контролира, да, треба се да се контролира, меѓутоа
до толку дека ќе се направи некоја штета, малку е претерано. Имаме гледач, ќе му дадеме предност да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Во ред, еве го смалувам скроз телевизорот. Добар ден за гостинот Бекјаровски докторот. Сакам едно прашање да поставам. Значи, син ми кога имаше 4 годишна возраст, јадеше многу, изеде голема количина свеж панак. И после тоа му откажаа ноќињата, не можеше да стои, па не знам кај се го носевме. И еден доктор така ми кажа дека, мислам, оноа на увце, дека најверојатно од олово е затруен. Значи, му се воспостави хенок шонлева пурпура. И лежеше кај професор Зизовски, па ми интересира дали е можно да било тоа труење со олово, или од што се добива таа хенок шонлева пурпура. Се исклучувам, имајте убав ден. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професоре. Да почнеме поред. Теоретски може да има олово, меѓутоа со спанаќот има еден друг проблем. Он содржи голема концентрација на оксалати и затоа се препорачува и при подготовката на спанаќ да се стави малку млеко за да ги абсорбира оксалативе и да се исфрли таа вода. Затоа што големата концентрација на оксалати може да даде оштетување на бубрезите, посебно кај така мала возраст. Што се однесува до основната болест, оглед дека се од групата на автоимуни заболувања, скоро и да не постои никаква веројатност дека било резултат на труење со олово. Одиме понатаму, професоре, уште малку ќе се задржам на афлатоксините. Што се тие? Мувла. Тоа е мувла. Наједноставно кажано мувла. Во храната на животните се среќава? Па да, она фактички во млекото се среќава и обично тоа е резултат на нехигиенска припрема на самото млеко. Така. Имаме уште еден гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Го очекуваме неговото вклучување. Еве, уште една можност за гледачот. Добивам знак дека се уште е на линија, но неуспешно е вклучувањето, очигледно. Го прекинавте. Еве, ве имаме во програма, повелете. Добар ден. Добар ден. Се извинувам, го прекинавте професорот кога требаше да кажи за како да се заштитиме од тие пестициди. Еве, веднаш ќе му дадам можност уште еднаш да ви појасни. Ви благодарам за вклучувањето. Ја, професорот, се извинувам доколку се ме прекинала. Како можеме да се заштитиме од пестицидите? Реално, комплетна заштита не постои. Кај да отворите на интернет, ке најдете 1000 совети од примена на сода бикарбона, која што да, делумно има ефект, со оглед дека може да настане известна абсорбција на пестицидиве кои што се наоѓаат. Меѓутоа, реално, тоа што е внатре во самиот плод, скоро и да не постои начин да го стави. Доброто миење ќе го отстрани површниот слој, односно последиците од последното прскање. Затоа што земјоделците првим прскаат на крајот од есенската сезона, тоа што го прскаат цело дрво, во моментов пред да почне цутењето прскаат, која ќе се појави цутот, фактички во самиот толчник, во самата утроба, во цветот го прскаат. Тоа што е веќе внатре внесено не може да го отстраниме. Среќа што од времето на цветање па до времето на собирање на плодот поминува релативно долг период во кој што делумно самото растение го изфрла пестицидот, значи го изфрла преку корениве, го изфрла со испарување, со дождовите кои што паѓаат, така што тие последните прскања, кои што за жал има неодговорни земјоделци кои што знаат 2-3 дена пред да го соберат, да го испрскаат, и веднаш да го однесат на пазар. Да го однесат на пазар. Втор совет би било плодови кои што може да издржат малку подолго, сепак да се остават 2-3 дена дома пред да ги употребуваме, за да пројде барем тој период, ако се работи за производи кои што се непосредно прскани. Тука може да се стават во вода со сода бикарбона. Многу алтернативни начини има, меѓутоа тоа што е внатре влезено, тоа ќе го внесеме и во организмот.
да го излупиме, да речеме, јаболкото, знаеме дека многу пати го прскаат, премногу. Точно така. Од една страна, најхранливите материи скоро ке сите овош ја се наоѓаат во лушпата. Меѓутоа, со оглед дека сме изложени на пестициди, да, таму е најголема концентрација и би требало јаболко и било кој плод кој што може да се излупи, да се излупи. Да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Ве слушаме. Поздрав до водителката Благодарам. и до професорот Беќаровски. Благодарам. Добар ден. Дали во Скопскиот регион е присутен арсенот? Така, добро. Ве интересира за Арсенот арсенот? кој е токсичен, поготово ако се наоѓа во водата. Кумановскиот регион, близко до Скопје, чак има и рудник за арсен. Дали е познато на доктор Беќаровски тоа присуство на арсенот? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Така, испитувањата во главно ги прави Институтот за јавно здравје и според податоците кои што таму ги добиваме и ги гледаме и кои што се јавно достапни, би требало да го нема. Сега, дали се земано секојаш од прави места, мострите и така натаму, реално ние труење со арсен сме имале акутни труења, меѓутоа кај луѓе кои што работеле во фармација и кои што биле во контакт со арсенот, односно свесно се труеле. Инаку од хронична експозиција не сме докажале се уште. А како изгледа лекувањето при едно свесно труење со арсен кога има голема количина внесена? Смртноста е преку 75%. Голема. Да. Професори, сосема на крајот на денешната емисија и уште еден апел во однос на користењето на пестицидите. Како што споменавте, оние кои што користат пестициди да внимаваат на начинот на кој што ги употребуваат, да ги држат во амбалажата во која што ги купиле? Јас пред се би апелирал комплетно на еколошка свест во државава. За жал, ние сме највалканата држава не само во Европа и него многу пошироко. За жал, ова е страшно што се случува. Тоа што се случува во Македонија, тргнете на која страна и да тргнете, на секаде има ѓубре. Не го селектираме отпадот, една од причините добра селекција на отпадот ќе не заштити од многу испарувања кои што исто така се Тоа е преамбициозно. Најнапред да се фрли отпадот во контейнер би било првиот чекор. А инаку во однос на пестицидиве, прашајте ги производителите, ќе ви кажат 16 пати, 12 пати прскаат краставициве по 16 на 20 пати, јаболкиве во преспа исто така. Дури и да сте производител, да пробате да бидете производител кој што ќе се придржува кон добрите норми, толку е веќе загадена и почвата и се што не е проблемот толку и ние викаме сите патлиџаните веќе немаат вкус. Да, немаат доматите, има луѓе кои што го користат истото семе, меѓутоа кога испрскате десетина пати, вие веќе не останува ништо од вкусот на доматот. Значи не е само до семето. Не е само до семето, точно. Ке видите вака на изглед класичен јабучар, скопски јабучар, која ќе го пресечите внатре, дури црно се гледа. Домативе која ги сечиме 2-3 дена и се распаѓаат. Тоа е поради тај процес на оксидација при која што повторно пестицидиве што се внатре стануваат активни. Така, еколошката свесност најнапред треба да се покрене на повисоко ниво кај сите за да се решат очигледно овие горливи проблеми. Само секој треба да тргне од себе. Од себе? Апсолутно, секогаш од себе. Но и системски решенија бара се тоа за да профункционира. Професоре, многу ви благодарам за вашето денешно гостување, за убавите појаснувања поврзани со оваа тема која што е не толку убава, но ете, со внимание и со кривање на еколошката свесност би можеле многу работи да бидат решени. Јас искрено посакувам да не се случуваат немили настани после кои што малце ке се сите освестиме, тоа да биде секојдневен процес на еколошко будење на народов. Затоа што се друго може да се поправи, меѓутоа ако дефинитивно ја уништиме, а веќе сме на најдобар пат, води, почва, све да загадиме неповратно,
сите следни поколенија последици веќе ги сносат. Ви благодарам уште за гостувањето и благодарам и на гледачите за вниманието со кое што денеска не следевте. Ви посакувам пријатен ден.